централно издание на Дневникот на телевизија Кочани. Добро вечер. Еве што ќе гледате во него. И покрај снежните врнежи во акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина во Кочани пошумени 10 хектари кај градската депонија. Во акцијата за пошумување се вклучи и представници на државни институции, научни работници и граѓани. Снегот добре дојден за есенските посеви. Влагата ќе поттикне вегетацијата на житните култури. Општина Кочани се подготвува за транснационалната конференција од проектот ГеоСе, која ќе се одржи утре во Хотел Национал. Секцијата на Македонија пат во Кочани ноќеска и утринава интервенираше на патните правци кон Македонска Каменица и Понитва. Со информациите од Дневникот се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори, Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. И покрај снежните врнежи во акцијата Ден на дрвото во Кочани се пошумуваше површина од 10 хектари кај градската депонија. Македонски шуми обезбеди посадочен материјал и го подготви теренот. Под мотото "Засади здравие" засадија својата иднина. Денеска во Македонија се спроведе 12-та поред акција Ден на дрвото, на која планирани се да се засадат 5 милиони садници на површина од 1500 хектари. Во општина Кочани денеска се пошумуваше на површина од 10 хектари, при што беа засадени 20.000 садници на локалитетот кај градската депонија.
Во акцијата беа вклучени вработените во локалната самоуправа, советниците, директорите на средните и основните училишта, заедно со учениците, вработените во полициската станица и шумско стопанство Осогово. Сите заедно ја засадија својата иднина за позелена и поубава околина. Општина Кочани, заедно со своите вработени, заедно со вработените од основните, средните училишта, од другите институции кои се исто така во општина Кочани, организирано доаѓаме овде да секој засади по некое дрво, за да можеме утре да се гордееме кога тие дрва ќе израснат, да кажеме дека овде допринесовме на ова место да имаме една убава околина, една убава ширина. Порачувам и на сите други кои што можат да се вклучат во оваа акција. Теренот за самата акција го подготви подружницата Осогово на Македонски шуми. Во овој момент засадивме некаде околу 15.000 садници на чемпрес, аризонски чемпрес. Во сотекот на наредните денови планираме да посадиме овде и околу 15-20.000 садници багрем и на оваа локација од 10 на хектари се планираат тие пошумувања. Инаку поголем дел од институциите зедоа садници и засадува во своите дворови, во своите објекти, значи околу на своји површини. Така да мислам дека оваа акција и покрај снегот ќе биде во целост успешна. На оваа 12-та акција Ден на дрвото засадија својата иднина. Оваа година акцент е ставен на придобивките од пошумувањето за здравјето на луѓето, животните и целиот биосвет. Ваква акција за прв пат беше организирана во март 2008 година и од тогаш стана традиционална и секоја година се организира во сите општини во државата. Во денешната акција Ден на дрвото во Кочани се вклучија представници на државни институции, научни работници и граѓани. Во акцијата Ден на дрвото на теренот каде што се пошумуваше учествуваа представници од власта и научни работници. Државниот секретар во Министерството за економија Анче Трифунов, кој беше дел од оваа акција, ни изјави: Јас сум посебно среќен што сум повторно овде меѓу моите сограѓани секоја година и кога бев тука и сега од позиција на државен секретар во Министерството за економија присуствувам и можам да констатирам дека оваа слика што ја гледам, посебно млади луѓе кои што активно се вклучени во оваа акција, ми дава верба и надеж дека има иднина за животната средина. Можам да констатирам дека акцијата е успешна. Веќе првите години кога што имавме акции има доста пораснато, напреднато шумите и се надевам дека оваа акција која што веќе е традиционална ќе продолжи и во иднина. Временските услови се идеални, сепак пошумувањето се одвиваат на касна есен, почетокот на зимскиот период, така што денешниот ден е добар, дава добри можности да се оваа акција спроведе до крај успешно и она што е најбитно, садниците да се прифатат и да прераснат во една убава шума која ќе биде гордост на ваша општина. Дрвца засадија и советниците во Советот на општина Кочани кои секоја година продонесуваат за зелена и поубава околина. И советниците од општина Кочани зедоа масовно учество во оваа акција, присутни се сите советници, се одзваа на поканата од Македонски шуми, така да присутноста на вработените на Македонски шуми кои зеда големо учество за припрема на површините. Како што може да видите и вашите камери, целата површина е припремени се голем број на плоштадки, веќе се работи за голема површина од 10 хектара. Така да после оваа акција вработените од Македонски шуми ќе настават, ќе продолжат со засадувањето на овие останати садници. И покрај снежното и ладно време, оваа акција успешно се спроведе во нашата општина. Полни автобуси со граѓани, ученици и службеници денеска ја засадија својата иднина. Успешна завршница за акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина во Виница. Лошите временски услови не ги спречи виничани да ја разеленат Попова чука. Ден на дрвото засадија својата иднина помина успешно и во Виница, каде се пошумуваше местноста Попова чука. Надлежните од локалната власт вела дека и покрај големата снежна покривка се задоволни од бројот на засадени дрвца и одзивот на граѓани кои денеска дадоа свој придонес за почиста и позелена животна средина. Денешната акција засадија својата иднина. Денот на дрвото помина нормално и покрај снежните врнежи. Значи акцијата започна во 8:30, се одвиваше нормално. Се пошумуваше на местото викано Попова чука во шумската
садници на површина од некаде околу хектар и беше засадувано црн бор и мал дел на чемпрес, аризонски чемпрес. Денеска се пошумуваше и во кругот на манастирот Добра вода, лоциран во непосредна близина на Оризари. Традиционално и годинава кај манастирот Добра вода во населбата Оризари се изврши пошумување. Околу 30 на граѓани на ова населба и околните населени места, заедно со представници на Министерството за земјоделие подружница Кочани, посадија чемпрес, кој е декоративно и брзорастечко дрво. Од минатите години на овие простори се засадија садници кои што забележуваме дека си добиваат на интензитет, добиваат она што се очекува. Овде забележуваме точно она дека за која што е и целта и затоа и продолжуваат овие акции точно овде на Добра вода, каде што е едно од потрадиционалните збирни места во овој регион. После спроведената акција, домаќинот организираше заеднички ручек со традиционалното манастирско гравче. Снегот добре дојден за есенските посеви, бидејќи влагата што ја создава ќе го поттикне поникнувањето и вегетацијата на житните култури. Според оценките на земјоделските стручњаци, снежната покривка со дебелина од неколку сантиметри ќе влијае мощне поволно врз есенските посеви. Таму каде што сеидбата е завршена, дождот кој претходно наварна и снегот ќе го поттикнат поникнувањето на семенскиот материјал и вегетацијата на житариците. Временските услови оваа есен беа наклонети кон есенската сеидба и од предвидените површини кои што беа голем процент, скоро речи приближуваат кон 100% постигнување на планираното есенско засејување. На некој начин со доаѓањето на оваа снежна покривка е добродојдена, бидејќи најавените ниски температури во наредниот период ќе ја заштитат на некој начин оваа покривка, ќе го заштитат посевот кај сите страни култури кои што се засејани во есенската сеидба, кој што реков. Подобрена хидроложка состојба по долготрајниот сушен период е добродојдена и за водотеците во Кочанската котлина, каде нивото на реките е значително зголемено. Тоа ќе возможи полнење на акумулацијата Калиманци, како и на двете помали брани Ратево и Градче во рамките на хидросистемот Брегалница. Се реконструираат детските градинки Клун 4 и Клун 2 со промена на кровната конструкција, прозорците и вратите. Инвестицијата е на градинката во соработка со локалната власт. Во комбинираната детска установа детска градинка Павлина Велјанова во Кочани при крај се инвестиционите активности во двата клона на самата градинка, и тоа Клон 4 кај пазарот и Клон 2 кај индустријата Руен. Според информацијата што ја добивме од директорот на градинката Иван Панов, во завршна фаза се активностите на промената на кровната конструкција во Клонот 4, градинка лоцирана кај пазарот. Со оваа реконструкција, истакнува Панов, ќе се зголеми енергетската ефикасност на објектот. Паралелно со овие активности се врши замената на прозорците и вратите со нови ПВЦ во градинката Клон 4 кај Руен. Со ова ќе се постигне поголема термоизолација на објектот, што ќе значи изголемена енергетска ефикасност. Панов истакнува дека овие две инвестиции се од средства од самата градинка и помошта на општината Кочани. За градинката Клон 4 се инвестирани 2.200.000 денари, а за градинката Клон 2 1.200.000 денари. Секцијата на Македонија пат од Кочани во изминатото деноноќе интервенираше на повеќе патни правци во регионот. Некритично беше на патниот правец кон Македонска Каменица и Пониква. Снежните врнежи од ноќеска ја мобилизираа секцијата на Македонија пат од Кочани да излезе на терен и да интервенира посебно на оние места каде што имаше отежнато одвивање на сообраќајот. Според изјавата на раководителот Владко Јордановски, секцијата на Македонија пат од Кочани во изминатото деноноќе интервенирала на повеќе патни правци во регионот. Според него, најкритично било на патниот правец кон Македонска Каменица и Пониква.
Со врнежите на снег и мобилноста на екипите на Македонија пат секција Кочани од Нокеска се зголемиле. На терен излегле 4 возила на сите 4 магистрални и регионални патни правци, што се во надлежност на Кочанската секција. Така, интервенирано е на патниот правец А3 магистрала Крупиште-Брана Калиманци, каде што се отстранети и одрони од земја и камен. Потоа на патниот правец П1-304 Превалец Берово, каде што исто така имало одрони од земја и камен. Екипи на Македонија пат секција Кочани интервенирале и на патниот правец П1-205 Крупиште-Пробиштип, како и на патниот правец П1-309 Кочани-Пониква. Овој патен правец од изутринава е проводен за сообраќај, истакнува Јордановски. Тој потенцира дека во нокешната акција на споменатите магистрални и регионални патни правци се фрлени 24 метри кубни сол и песок. Јордановски истакнува дека мобилноста на секцијата на Македонија пат од Кочани е на високо ниво, со постојано дежурна екипа и возило за итни интервенции. Вистинска зимска идила утринава во Кочани. Првиот снег пријатно ги изненади децата, но и повозрасните, кои удамна се подготвени за дочек на зимата. Зимска идила утринава на кочанските улици. Снегот си го направи своето, ја забели цела кочанска котлина. Од синоќа радости кај сите, и млади и стари, сите го обожуваат овој студен бел покривач на земјата, кој дава необична магија. Но несомнено со најголеми овации го дочекаа децата. Јас многу сакам снегот и обожавам да си играм со снег, да се мавам со топки. Многу се израдував кога го видов снегот. Се мававме со топки, правевме снешковци и многу се радуваме на првиот снег ден. Со нив подеднакво се радуваат и возрастните, кои велат дека снегот им годи најмногу поради чистината на воздухот и белината на градот. Треба да има снегот и времето беше топло, а сега да се знае дека почнува и зимото. Не е многу ладно, топло е, овака не средно, мислам. Дома древа има. Добро е сега, за сега добро е. Време му беше, мислам, да. Се огрев по дома, така. Многу не израдува. Мислам дека и требаше, нели, за ова мислам за ова време. Беше и порано, беше добар ако веќе паднеше порано. Убаво е сепак и воздухот се прочисти и за дечињата радост и за нас постарите. Во Кочани наврна неколку сантиметри снег кој не предизвика по сериозни проблеми. Надлежните служби навремено ги попесочија градските улици, а сообраќајот се одвива непрекинато. Според најавите на метеоролозите, вакво време не очекува и во следните неколку дена. Затоа извадете ги санките и уживајте во снежната белина. Неделава изминува рокот за поднесување на барања за добивање субвенции за предадени количини на овошје и зеленчук во преработувачките капацитети. Неделава изминува рокот за поднесување на барања за добивање субвенции за предадени количини на овошје и зеленчук во преработувачките капацитети. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани информира дека овој рок важи заклучно со 30 ноември, по кој нема да се примаат барања на земјоделците. Иако Кочанскиот крај не е овоштарски, сепак има земјоделци кои оствариле предавање на своето производство во откопен пункт за преработка, со што ја остварили можноста да добијат субвенција. Ако се земе предвид податокот дека не толку мал број земјоделци одгледуваат градинарски култури, од тука и очекувањата во подрачната единица, бројот на земјоделците кои предале количини на градинарски производи во откупните пунктови да биде голем. Овде е и програмата за субвенционирање, каде што се реализираат веќе последните мерки, односно тоа се предадените количини во преработувачките капацитети, односно се однесува за зеленчук и за овошје. Значи, ваквите мерки во нашиот регион не се толку многу застапени, но колку се толку се, на некој начин или треба да бидат добро дојдени за земјоделците. Најмногу од нив е застапена пиперката, од градинарството, од овоштарството имаме нешто повеќе застапеност на вишната, нешто на диња имаме. Ова инаку е последната мерка за субвенција која годинава владата и ресорното министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ја доделуваат на земјоделските производители од цела Македонија.
Кочанските земјоделци годинава остварија субвенции во повеќе основи: сточарско, градинарско, воштарско, за производство на житни култури, меѓу кои субвенциите за оризот заземаат најголема ставка во семејните буџети на земјоделците. Од утре започнуваат божикните пости, со пост и молитва верниците до Христовото рожденство. Утре започнува 40-дневниот божикен пост во чест на раѓањето на Исус Христос. Суштината на божикниот пост не е во строгото почитување, туку во послушноста кон Бога, кон кого ја нудиме оваа духовна пожртвуваност и смиреност, вели ѓакон Димитар Арсовски од црковниот храм Свети Георги од Кочани. Со постот се прави еден гест пред Бога дека сакаме да му сме послушни, спротивно од непослушните Адам и Ева кои не го почитуваа постот и забраната за овошјето во рајската градина, додава Арсовски. Божикните пости траат 6 недели и се во чест на раѓањето на Господ Исус Христос. Според типикот на православната црква од утре започнуваат божикните пости кои траат 7 недели до Рождество Христово или ке народот познат како Божи и е востановен токму во чест на овој празник и според типикот кој што го има пропишано православната црква се пости на следниот начин. Понеделник, среда и петок се пости без зејтин, односно на вода. Вторник и четврток е дозволена употреба на зејтин и на вино, додека сабота, недела е дозволена употреба на риба. Ова правило е општоважечко, но не значи дека од него нема исклучок, значи со благослов од духовникот, посебно за оние категории луѓе како што се стари изнемоштени лица, луѓе со нарушено телесно здравје, почетници во верата, доелки, или со благослов на духовникот овој пост може да биде ублажен. Апелираме до сите оние кои што сакаат да се причестат во текот на првите недели, да дојдат со тек на време и порано да извршат светата тајна исповед, бидејќи доколку чекаат да извршат исповета во последниот ден, се овде во храмот се создава, слободно може да кажеме, една гужва и свештенството не може да постигне и тогаш исповетот ја губи својата смисла и својата цел. Утрото на Бадник, дечињата кои ги символизираат ангелите, пејки коледарски песни од куќа на куќа, рано утрото го најавуваат раѓањето Христово. Божикниот пост завршува на Бадник пред вечерието на рождеството Христово со постна вечера на македонските трпези. Општина Кочани се подготвува за транснационалната конференција од проектот ГЕОСЕ, која ќе се одржи утре во Кочани. Ќе бидат презентирани материјали од проектот за користење на биомасата во Кочанската котлина. Утре во хотелот Национал во Кочани ќе се одржи транснационалната конференција за нискотемпературни геотермални ресурси во Југоисточна Европа. На конференцијата, која е дел од проектот искористување на нискотемпературните геотермални ресурси во Југоисточна Европа ГЕОСЕ, ќе бидат презентирани информации за проектот, геотермалните потенцијали за земјите од Југоисточна Европа, потенцијалите на нашиот геотермален систем, како и првичните резултати од пилот проектот за искористување на потенцијалот на биомасата во Кочанската котлина во комбинација со потенцијалот на геотермалната вода во така наречените хибридни системи на топлификација. Ние, општина Кочани, сме вклучени со користење на потенцијалите на биомасата, која што ја имаме во количини која што не е искористена во општина Кочани, за да ја догреваме нашата геотермална вода, бидејќи нашиот излаз паѓа во нискотемпературните геотермални извори. Очекуваме успех на оваа конференција, која што едниот дел, како што реков, се одржува тука, додека вториот дел се одржува во петок во Пазарџик во Република Бугарија, исто така како еден од учесниците во овој проект ГЕОСИ. Тоа е од програмата ИПА-2, значи се работи комплетно средства од европските фондови. Конференцијата ќе отвори градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, а на присутните се очекува да им се обратат и државните секретари во Министерството за економија и за животна средина и просторно планирање Анче Трифунов и Сонја Лепиткова. Во овој проект општината Кочани е вклучена со еминентни партнери од Италија, Словенија, Хрватска, Унгарија, Србија, Бугарија и Романија. Војводите и просветарите ги победија револуционерите во второто коло од Општинската училишна лига во кошарка.
Во надпреварите од второто коло на Општинската училишна кошаркарска лига за момчиња, екипата на Основното училиште Никола Карев ја совлада екипата на училиштето Малина Попиванова со високи 38:18, а убедлив беше и тимот на Основното училиште Свети Кирил и Методий, кој ги совлада врсниците од Основното училиште Раде Кратовче со резултат од 45:24 коша. По двете одиграни кола на табелата во водство се екипите на Никола Карев и Свети Кирил и Методий со по 4 бода, а на третото, односно четвртото место, се училиштата Раде Кратовче и Малина Попиванова без бодови. Кај ученичките во првото коло Свети Кирил и Методий го совлада Никола Карев со 27:10, а Малина Попиванова беше поуспешна од Раде Кратовче со 27:12 коша. Утре 28 ноември девојчињата ќе ги играат надпреварите од второто коло, во кое силите ќе ги одмерат Основното училиште Раде Кратовче со Основното училиште Никола Карев, како и екипите на Основното училиште Малина Попиванова и Основното училиште Свети Кирил и Методий. Благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Кочани. Довидување.